Почитувани мој денешен гостин е Тони Алексовски, верувам добро познат во битолската јавност, меѓутоа и пошироко. Тони, добре дојдовте во студиото на Мега телевизија. Добре ве најдов, добро утро на сите гледачи на Мега телевизија. Се чувствувам приватно секогаш во вашето студио и ви благодарам за поканата за учество во емисијата. Причината што денеска сте овде со мене е еден настан кој што верувам битолчани со големо внимание го очекуваат и со нетрпение. Секоја година се случува фестивалот Тралала во континуитет. Кажете ми збор два повеќе, колку години? Овие 2 дена е навистина голем празник за детската песна, не само во нашиот град, туку и во нашата држава. 18-то издание на детскиот музички фестивал Тралала. Значи, 2000-та година за прв пат се одржа ова издание на овој фестивал. Со еден голем ентузијазам, значи во таа 2000-та година започнавме со организација на овој фестивал под ново име, значи Тралала. И еве во континуитет успеваме во сите овие турбулентни времиња, значи 18 години во континуитет да го реализираме овој фестивал. Ја доживеавме значи и нашата полнолетност. Од ова година и веќе го славиме 18-тиот јубилеј полнолетството и ви ветувам дека од ова година ќе бидеме позрели и попаметни во организацијата на вакви манифестации. Вчера ги имавме првите премиери, денеска повторно. Имаме нова вечер. Да, значи во вчерашниот ден се одржаа 2 представи кои се организирани значи за учениците од основните училишта од Битола и од другите општини, значи и околни. Преполна салата, беше премала во Центарот за култура да ги прими сите кои сакаат да ги видат првите премиерни значи изведби на новите хитови на Тралала. Денес исто така имаме организирани представи значи за учениците. Децата уживаа и навистина прекрасно се забавува и вчера, се надевам и денес, бидејќи 15 нови песнички, 15 нови детски хитови на музичкото небо наречено Тралала. И денешниот ден ќе кулминира со финална вечер. Значи од 19 часот и 30 минути е финалната вечер или како што ние го нарекуваме гала концерт на фестивалот. Значи тоа е една свечена вечер, збогатена со учество на неколку наши поранешни учесници на фестивалот Тралала, кои ја имат представувано и како репрезенти на Тралала и како представници на Република Македонија на големи интернационални музички фестивали ширум светот нормално и ќе биде збогатена значи со танцови групи, со учеството на неколку танцови групи кои ќе ја збогатат таа програма. И финалната или гала концертот се разликува од ова што на гала концертот се доделуваат награди. Значи од 2000-та година од кога постои овој фестивал го одржуваме значи она правило дека на Тралала секогаш има награди за да може децата од мали нозе да се трудат и да стекнуваат рутина и да упорно да работат на сето тоа како би ги добиле тие награди. Значи ќе се доделат награди. И во вчерашниот ден и во денешниот ден значи се гласа од публиката и се доделуваат прва, втора, трета награда од публика, а исто така и жирито ги дава своите гласови, меѓутоа покрај тие прва, втора, трета од жирито и од публика, значи имаме и гран при на фестивалот, тоа е најголемата награда на фестивалот. Ќе бидат доделени и уште неколку други награди утешни значи за учесниците, значи имаме награда од новинарите, имаме награда од која традиционално значи ја воведовме на соработници на фестивалот Тралала поранешни, кои за жал сега не се меѓу нас, Боби Коминовски, Драган Карамфиловски Бојс. Имаме награда за најмал учесник, најдобар сценски настап, специјална награда од мене како директор на фестивалот и уште некои награди. Значи тоа ќе биде сето збогатено во една финална вечер каде секогаш е доста посетена. Нормално со пренос на вашата телевизија и со соработка како медиумски покровители. Се надеваме на една прекрасна вечер, на една гала вечер, баш како што деликува на 18 години на Тралала. Тони, 18 години стојат зад вас. Почнавте во еден период кога на нашево поднебје били тука се Златно Славејче, Поточиња, своевремено и Сидо фестивалот за детска музика. Колку беше тешко кога станува збор да се организира еден ваков фестивал, пред се да се најдат луѓе кои што ќе творат, ќе компонираат детски песнички и потоа нели оној финансиски дел? Знаете дека како е да се организира
било каков вид на некоја манифестација, особено кога се работи со деца. Верувајте, значи во овие 2 дена навистина е претешко нашето ангажирање. Учесници на фестивалот имаме 150. Сега моментално, значи, во Центарот за култура само учесници има 150. Сето треба тоа да биде организирано со балетските групи, со солистите и така натаму. Меѓутоа, од 2000 година, кога се започна, навистина беше многу потешко, бидејќи немавме искуство. Тоа е нормално, како екипа нас не тераше понатаму да се ангажираме и да твориме. Навистина, тогаш во тој период, 2000 година, во Битола и немаше многу детски фестивали, мислам дека тогаш бевме единствени во тој период. И наистина беше тешко да се организира, меѓутоа самото искуство не натера и не насочи како да ги организираме овие работи. Веќе 2006 и 2007 година ние бевме поканети на учество на фестивали надвор од Македонија. Значи почнавме со Босна и Херцеговина, со Хрватска, со Словенија, Црна Гора и други, значи тука околни држави. За потоа сите тие на 10 годишнината од Тралала да ги собериме во еден друг фестивал, значи кој го има истото име, меѓутоа има придавката интернационален фестивал, значи сите тие држави дојдоа во Битола за прв пат далечната 2007 година. И веднаш потоа, значи покрај овој Тралала, значи детски фестивал, израсна уште еден фестивал кој се одржува традиционално во месец август, на кој учествуваат околу 20 до 25 држави, значи надвор од ширум светот. И кој е единствен фестивал од овие рамки во цела Македонија кој се одржува во живо. Значи цело пеење во живо, таму има интернационално жири од 10 држави. Тоа е фестивал кој трае 7 дена, значи тоа е интернационален фестивал кој потекна, кој се роди од овој малечок фестивал во 2000 година, за сега 2017 да прерасне во еден голем фестивал. Нормално сите естрадни музичари, сите соработници кои беа на Тралала, беа на музичкото небо тогаш на врвот, композитори со врвни имиња, значи од Ристо Самарџиев, Григор Копрев, Миодрак и Маријан Нечак, Љупчо Трајковски, Фис, многу Кристијан Габровски, Хари Котларовски, една плејада на македонски музичари беа вклучени во самата изработка на песничките, значи за Тралала, и затоа останаа многу хитови од овој фестивал уште од 2000 година, кои ден се пеат убавата Лиле или фудбалерката на тато или така натаму, некои песнички сега да не заборавам кои се навистина големи хитови кои ден се пеат по детските журки, родендени и забави. Неколку години практикуваме сите композиции на Тралала да бидат изработени од еден автор, бидејќи видовме дека тоа е клучот на успехот, се одредивме овие две-три одминати години, тоа да биде Кристијан Габровски, познат како Ристо Бомбата. И навистина во последните години се преубави песничките, децата се презадоволни, големи хитови излегоа баш од овој фестивал, и сите тие деца кои добиле или не добиле награда, едноставно зеле учество на овој фестивал, имат понатаму мотив да творат, да се трудат и да работат. Нормално дека потом стануваат членови во школата која е ново отворена за естрада Алексовски, значи таа школа е само за деца кои сакаат да се занимаваат со естрада. Значи не се учи тука само музика, тука се учи, значи, настап на еден фестивал интернационален ширум светот, значи каде би настапило детето, така да верувајте скоро секој месец некој представник на фестивалот Тралала е поканет да учествува на некој голем фестивал. Сега последното, значи пред Нова година, ни беше 40-та држава, 40-тото гостување на фестивалот Тралала на некој голем фестивал. Нормално на учесниците од Тралала и мене како член или председател на меѓународното жири на тие фестивали, а веднаш сега после ова издание на Тралала, значи со дел од овие представници и од минатогодишните на Тралала заминуваме на фестивали во Малта, во Литванија, веќе се тие договорени фестивали во Полска, Ерменија, и за цела година веќе имаме агенда направено за учество на фестивалите. Значи кога сме тука са околу таа организација од 2000 година, навистина беше непознато за Тралала, меѓутоа сега мислам дека е име познато во цела Македонија. Еве сега имаме и учесници на овој фестивал, имаме учесници од Скопје. Значи тука се веќе тие 3 дена со своите родители. Значи се прошируваме, а и многу честитки, телеграми и писма добивме од странство, кои ни посакаја успех на овој фестивал, и добивме неколку покани кои ќе бидат врачени денес на финалната представа на Тралала за учесници кои ќе учествуваат на некои фестивали, значи во светот. Своевремено кога се избира деца кои што имаат талент за пеење,
Аудициите се правеа по школите, во соработка со професорите по музичко образование. Како денес ги правите аудициите, како допирате до талентите кои што еве како потенцијал ги носи Битола или целото окружување околу нас, еве и Македонија? Така, да. Ние објавуваме аудиција со почетокот на годината или зависи, значи неколку месеци пред одржување на фестивалот се објавува аудицијата во сите основни училишта, во сите медиуми дека има аудиција за фестивалот Тралала и нормално во Центарот на култура една голема екипа. Доаѓаат деца од сите краишта, значи од Македонија и тие учествуваат на таа аудиција. Потоа одредуваме кои деца се навистина талентирани. Ние сега секако дека не можеме да бараме од дете од 5, 6, 7 или колку години да биде врвен талент, меѓутоа знаеме дека сето тоа може да се постигне само со работа. Од кога ќе се одберат, значи солистите, правиме во една фаза на изработка на песни и цело време додека се изработуваат песните, додека балетските групи ги вежбат кореографските елементи, значи ние цело време со децата интензивно работиме на тоа, значи да се стекнат, иако сега овој фестивал, значи кој се одржува е плейбек, меѓутоа децата морат да стекнат навика дека понатаму мора да се пее во живо. Овие се сепак малечки дечина, значи не е добро да се остават од толку мали да пеат во живо. Меѓутоа ги спремаме, ги подготуваме за понатаму да стекнат една навика дека навистина мора да се твори, да се работи за понатаму да се постигне успех, а и ова со наградите не е случајно, да ви кажам дека ако децата од мали ги научиме, јас тоа го забележав во сите европски светски земи каде што сум бил со фестивалот Тралала. Ако децата ги научиме од мали дека треба да учат, да пеат и да освојат награда или да не освојат, тие секако дека наредната година ќе речат па да, ние ќе бидеме подобри, повеќе ќе вежбаме, ќе работиме на кореографија на сите елементи кои се потребни за еден фестивал и в година кога ќе одиме на некој од тие фестивали, сигурно дека ќе освоиме награда. Тоа ни е и целта, не ни е целта само некој дете да омаловажиме со наградите или да одиме, само целта ни е да стекнеме, бидејќи сега имаме и школа за естрада Алексовски, значи која работи на тоа поле, затоа сакаме од децата да направиме и навистина, значи имаме голем успех, да ви кажам дека да не речем дека 100%, меѓутоа 80% од учениците во средното музичко училиште се биле уназад и се сега моментално учесници на фестивалот Тралала. Во музичка академија, значи сите тие заминуваат естрадни звезди, некои се учесници, меѓутоа се многу сепак мали меѓутоа излегле доста таленти, доста звездички, настапили уште на мали нозе на многу големи фестивали ширум светот. Тоа е и целта и затоа така ги одбираме тие таленти со аудици. Меѓутоа има и деца кои сами се пријавуваат. Имаме желба или слушнавте дека имате школа за естрада, па сакаме да дојдеме па како учествувате на овој фестивал, како и на интернационалниот, нели македонски деца пеат на тој фестивал. И така, тоа е значи една работа во текот на 12 месеци, значи која работиме, не е само овие 2-3 дена дека ќе помини Тралала, ќе биде и ќе се одржи тоа, меѓутоа цела година имаме работа со фестивалот. Турбулентни се времињата, финансиите се неопходни за организирање на вакво нешто, доколку се најде донор или донатор или човек кој што ќе даде своја поддршка за фестивалот е добре дојден. Меѓутоа, кога еден учесник ќе влезе во Тралала, треба да плати извесен износ на сума за да може, нели, да настапи. Што во случај кога се соочувате со навистина прекрасен талент кај некое дете, а нема финансии да си ја плати песничката, што во таков случај се простува или се гледа низ прсти? За жал, мораме да наплаќаме за Тралала, зашто тие не се пари кои се потребни за фестивалот Тралала. Ние на друг начин, значи, екзистираме. Меѓутоа, авторот на песничките, секој дете си одбира песничка по свој избор, каква сака да биде темата и ритмот и така натаму. Ние фактички плаќаме само дел од партиципацијата на еден учесник кој треба да учествува на Тралала, значи родителите го плаќаат само тоа што е потребно за авторот, за кореографската група, за некои пропратни работи, значи тие не се доволни средства, се минимални суми за некој реномиран автор да изработи песна за секое дете кое сака да пее. Значи тоа е под просекот на тој авторот, меѓутоа долгогодишен соработник и затоа одиме со некои пониски суми. Се случувало да има таленти, ден денес имаме ние таленти кои не се во можност, меѓутоа секогаш се наоѓало разбирање. Да знаете и тие гостувања, значи не ефтино, ние бевме 9 члена делегација во Малта 7 дена, 2 пати 2 години поред, значи тоа голема делегација.
И сето тоа оди со некој договор мој со моите соработници од странство кои ги има многу. Значи јас ако им однесам деца на некој фестивал, па тие ќе дојдат во Битола 7 дена на мојот интернационален фестивал, па јас ќе им попуштам или тие нема да платат, па ние нема да платиме. Тоа е значи договор меѓу нас. А што се случува до овие таленти, значи тука кој се, ви реков, само дел значи се плаќа за авторот за лазона, другото ние покриваме. Навистина е прекрасно едно дете со тие средства кои ги оплаќа да добие песна од автор, да добие кореографска група која игра за нив специјално облечени со костимографија, да она прекрасна сценографија да учествува, да биде звезда за тие средства, а и понатаму да продолжи со да се занимава значи со ова работа, доколку е талентирано и така. Уште едно прашање, нема да ми замерите што ќе го Не. поставам, меѓутоа морам. Се случува ли на тралала задоволување на некој детски хир? Јас сакам да пеам на тралала и платете ми и сите тие работи и некој дете да се постави на сцена, меѓутоа оние критериуми за музички слух, можност за интерпретација, гласовни способности да не задоволуваат некаков критериум. Се случило ли тоа? Видете, воглавно се случвало. Многу дечи напееле на тралала. Са точно бројката не знам со оваа година, меѓутоа се над 500 вкупно авторски песни, 500 деца. Се случувало дека дете и со помала возраст, од 4,5 од 5 години сакам да пеам. Тоа сепак не е уште дораснато за да излезе на толкава сцена пред толку илјадна публика. Меѓутоа, за да се задоволат и некои желби, сме го направиле и тоа, значи ќе учествува детето, и да знаете дека со тек на времето, иако било неталентирано, не толку колку за музика, биле и малку талентирани за кореографија на сцената, значи, меѓутоа со второто учество на детето веќе се гледа дека тоа има напредок. Значи ние сме излегле во пресет, сме му доволило, а тоа ни вратило со своја работа, така да после третата, четвртата година веќе не само што се добри тие деца кои не биле толку добри, туку имат и право на учество на некој фестивал, значи кога ќе видам дека детето е спремно и навистина го носам. Само упорните таквите обстојуваат. А на тие кои им е само еднаш да се учествува на тралала кукуете, како што велиме народски, да помини меракот, желбата е нормално, тогаш веќе не. Меѓутоа ако продолжи детето и од понеталентирано, да знаете, тоа е вистина дека музиката е талент некој вроден велат, меѓутоа правило дека без работа нема никаков талент да се одрази на понатаму во желбата и во работата на секој дете да успее и така натаму. Тони, ви благодарам што бевте мој гостин денеска. Ви посакувам многу успеси на полето на развојот на фестивалот и на приватен план и се надевам дека до година, како што ветивте, нели, позрели и попаметни, ќе ми дојдете повторно во ова студио и повторно ќе разговараме за успесите на тралала. Ви благодарам и вам. Јас благодарам премногу на Мега телевизија што еве веќе неколку години поред нијет медиумски покровител и имаме одлична соработка. Мислам дека таа соработка во обостран интерес ќе продолжи и понатаму. Ги повикувам сите ваши гледачи вечер од 19:30 во големата сала пред Центарот за култура да одбележиме ова наша 18-та журка на финалната представа. Секако вашата телевизија ќе биде таму и нормално, како што вели самата химна, почетокот на химната, значи, тралала, журка голема за сите деца и од Бога благословена. Се надевам дека ќе ни протече се онака баш од Бога благословено. Ви посакувам, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.